Секој елемент од периодниот систем е представен со атомски број и атомска маса. Атомскиот број, кој е помалиот број овде, покажува колку протони има во јадрото на атомот на даден елемент. Од него исто може да се определи и бројот на електрони во електронеутрален атом. Бидејќи атомот нема полнеж, што значи дека бројот на протони е еднаков со бројот на електрони. Од масата на атомот, која е прикажана со поголемиот децимален број, може да се определи бројот на протони и неутрони во јадрото на атомот на даден елемент. Во претходните видеа научи за електронски слоеви и електронска конфигурација. Во ова видео ќе научиш за електронската конфигурација на првите 20 елементи и начинот на кој конфигурацијата е поврзана со групата и периодата во која се наоѓа елементот. Електроните не се движат хаотично околу јадрото. Тие се движат во определени нивоа, наречени електронски слоеви. Во секој електронски слој може да се сместат определен број на електрони. Во првиот слој може да се сместат 2 електрони, во вториот електронски слој може да се сместат 8, во третиот слој вкупно може да се сместат 18 електрони, на почетокот 8, а потоа уште 10 кај преодните елементи. Кај атомот на водород, неговиот електрон се наоѓа во првиот електронски слој. Кај атомот на хелиум, двата електрони исто така се наоѓаат во првиот слој. Кај атомот на литиум, 2 од 3 електрони се наоѓаат во првиот слој, додека третиот електрон се наоѓа во вториот слој. Кај атомот на берилиум, 2 електрони се наоѓаат во првиот електронски слој, додека останатите се сместени во вториот електронски слој. Електронската конфигурација може да се изрази на следниот начин. Вредностите во овие изрази го представуваат бројот на електрони во секој од соодветните електронски слоеви. Дали можеш да ја напишеш електронската конфигурација за следниве елементи? Паузирај го видеото, земи молив и парче хартија и продолжи го видеото кога ќе завршиш. Спореди го твоето решение со видеото. Може да забележиш дека атомите на сите елементи од втората периода имаат по 2 електронски слоеви. Исто така, може да забележиш дека бројот на валентни електрони, тоа се електроните од последниот електронски слој, одговара на бројот на групата. Да го разгледаме примерот на азот. Азотот се наоѓа во петата група и има 5 валентни електрони. Кислородот е во шестата група и има 6 валентни електрони. Ако се оди од лево кон десно во периодниот систем, може да се види дека бројот на електрони во последниот слој се зголемува за 1. Дали сте спремни за следната задача? Нацртај електронската конфигурација за елементите од третата периода. Паузирај го видеото, земи моливи лист хартија и продолжи кога ќе си подготвен. Ќе забележиш дека повторно бројот на групата е еднаков на бројот на валентни електрони. Истото го видовме и за елементите од втората периода. Може да забележиш дека електроните кај сите елементи од третата периода се сместени во 3 електронски слоеви. Валентните електрони на калиум и калциум се наоѓаат во четвртиот електронски слој. Да заклучиме. Бројот на електронски слоеви е еднаков на бројот на периодата во која се наоѓа елементот. Бројот на валентни електрони е еднаков на бројот на групата во која се наоѓа елементот. Има и посложени примери. Подсети се на почетокот од ова видео дека видовме како во третиот електронски слој може да има 18 електрони, но за ова ќе учиш во друга прилика. Доколку ти се допадна видеово, сподели го со другарчињата. За повеќе интересни содржини посети ја нашата веб страница naukazadeca.mk.